Во 2004 година охриѓанецот Горан Точков заедно со фамилијата се пресели во Љубљана, токму затоа што веќе во тоа време постоеше недостаток на анестезиолози. Како што се развива медицинава и во светов, а и во Словенија, се отвараја и нови можности за хируршки интервенции што захтеваат и анестезија. И со тоа, значи, зголем вид потребава за анестезиолози. Од година во година, значи од 2005 натака, константно и прогресивно, нели? До ден денес, зголемувањето на потребите доведе до неиздржлива ситуација, посебно во Марибор, иако ескалацијата на потребите не беше случајна. Држава како официјално имаше барање за анестезиолози уште и во Србија и во Македонија. И ти имаш осеќај дека тука им треба стварно, те чекат со раширани раце. Кога дојдовме овдека, имаше многу бариери. Во светов е покажано сегдека, таму каде што акутна е потреба за некој кадар, се снижуваат критерии за прием и се убрзава целата постапка. И од стручна страна, и од административно-бирократска страна, нели? Денес наеднаш критериумите се спуштени, меѓутоа Точков предупредува на претерано попуштање, например на јазикот, кој што во оваа работа е од суштинско значење. Работата на анестезиологот е исклучително одговорна и затоа во слободното време многу му значи да се опушти. Сака многу и спорт и движење и така, тоа малку вака различно како што ќе дојде прилика, али многу сакам да седам со пријатели во кафани и тоа си го носам јас уште од југ, нели на југ е најпопуларен тој спорт, кафански спорт. Ја пофалува разноликата кулинарична понуда во Словенија, а редовно ја посетува и отворена кујна, затоа што таму среќава многу различни луѓе. Со променава архитектонскава на градот, нели се разви и туристичкава понуда, па имат многу туристи, а почва и многу странци да идат. Порано, како што ми каже, уште пред јас да ја дојдам, на Љубљана тоа и фалело, таа разноликост, разноврсност, нели? А и гледам дека многу луѓе овдека не биле толку баш навикнати и не толку отворено ги примет нови луѓе, нови култури, нови страни, нови лица, да не речам нови бои. Сега тоа е малку очигледно променето. Тоа му дават еден штимунг и еден шлиф на еден град, посебно главен град, без обзир што Љубљана не е метропола, али е сепак главен град и тоа е една од главни одлики, нели? Тој космополитизам и тоа шаренило.